Во мојот магичен свет, тој сум, што оди на мојата страна без да го здогледам, кого често го посетувам тогаш кога го заборавам. Тој сум, што мирно молчи кога зборувам, блажено што простува кога мразам, што е тука кога не сум, што ќе остане исправен кога јас ќе заминам. Тој е, што создава за да постои и постои за да создава, што царува со магијата и му дава живот на мртвото, го чини вечно безличното. Тој е, кога зборува и кога мисли, кога го обликува низ својата имагинација мермерот, кога од бронзата мистериозно излегува сјајот и почнува да говори, кога дрвото оживува, кога сите стануваат вечност. И тогаш скулптурата го враќа човека во минатото, го носи далеку во иднината, шепоти реалноста, и тогаш се отвора приказната за Творецот, за Создавачот, за скулпторот Ангел Димовски Чауш. Се родив во Велес и дојдов на овој свет за да бидам уметник. Тоа го знам, не можев ништо друго. Да, тој сум. А младоста, 60-тите, долгите коси, патувањата, Индија. Почнува да говори мојот магичен свет. Па со самото доаѓање од Скопје ја веќе почнав да се осамостојувам. Тука морав да си најдам стан и секогаш тие мои станови биле собиралиште на нашето друштво, на генерацијата, на соучениците. Секогаш во тие станови се слушало музика, се пееле журки. Надимак од Чауш потекнува од тоа време. Биејќи јас секогаш тие простори сум сакал да ги уредам во старински амбиент, со разни килимчиња, разни џумчиња, македонски, и секојаш другарите кои ќе дошле, например, во тој амбиент, кај што многу пријатно се чувствува, стално вика, ова е чаушки амбиент. Во тоа време младите во светот и во Европа многу патува. Тогаш беше актуелно патувањето за далечниот исток, за Индија. Така, 73-та, кога веќе јас завршував во средно уметничко училиште, со мојот другар од Охрид Тунте, он веќе беше направен факултет тука, решивме да тргнеме на тој далечен пат за Индија. И решивме и тргнавме, многу лесно ги донесувавме тогаш одлуките. Со многу малце пари во джеб тргнавме на тој пат. Прво одевме до Истанбул, а во Истанбул беше центарот кај што се собираат тие млади за патување, за понатаке. Тука беше многу организирано, имаше многу автобуси што одеа, оние познати маџик басови што ги викаа во тоа време, и многу хипици одеа со тие автобуси. Па автобусот одеше до Херат во Афганистан. Самиот Афганистан беше големо доживување за мене, бидејќи тука стварно се среќаваме со една сосема друга цивилизација. Па за моите патувања треба да кажам дека никогаш не го оптеретував и онака скромниот буџет на мојата фамилија. Секогаш наоѓав некоја работа со мојот занает уметноста, ќе најдев некоја
некоја тезгичка, онака, ќе земев некои пари и секое лето ги користев тие пари за една моја етапа. Така отидов, например, така го поминав Египет, така поминав цела Грција, сум ја поминал, до Крит, мислам, сите градчиња, сите локалитети, веќе стварно тие патувања беа врзани со уметноста, веќе јас бев заљубен во уметноста и ми се отвара нови погледи за тоа, така да јас ги користев сите овие патувања да ги посетам значајните центри, например, значајните музеи. Така, например, у Атина кога бевме, сите оние музеи кај што е собрана целата хеленска култура, ги посетував. Има голем музеј, например, во Атина. На Крит има прекрасен музеј покрај во Ираклион, градот има огромен музеј кој е полн со артефакти од критската уметност. Или, например, Шпанија, која сум ја посетувал, Шпанија, во музеот во Мадрид, например, е познатиот голем светски познат музеј Прадо. Тоа е еден огромен музеј кај што се собрани стварно безброј дела. Тоа треба денови за да се поминат сите денови. Сите дела за да се видат. Од Шпанија, например, би го одвоил градчето Толедо, едно прекрасно старо градче. Таму не однесе патот за да го посетиме, да ја посетиме куќата на Ел Греко. И таму се неговите најзначени дела, например црквата Свети Томас, кај што е вознесението Христово. На тие патувања секако дека се отвара нови видици, затоа што едно е што се учи теорија, кога, например, читаме во книгите за некои дела, за некои познати уметници, а друго е кој ќе се видат на лице место тие. Фантазирање, патување во царството на уметноста, среде импозантните господови убавини. Мојот свет. Тој сум. И учев, а сакав многу да научам. Да украдам нови нешта, непознатото да си го доближам, познатото да го искажам. Да станам јас и само јас. А да видам од другиот, од господарот на знаењето, од големиот скулптор, од мојот учител. Во средното уметничко училиште имав среќа да бидам во класата на нашиот познат скулптор, академик, основоположник на нашата скулптура Димо Тодоровски. Тоа беше еден прекрасен човек. Сега ми се враќаат спомените на него, како он успеваше да влијае на нас, да бидеме трудолюбиви, да си ја сакаме професијата. Беше, тогаш уметничкото училиште траеше 5 години. И прва година учениците имаа можност да ги посетат сите одсеци, бидејќи таму имаше повеќе, 5-6 одсеци. Така ни овозможува да ги видиме сите одсеци што се работи во нив. И тогаш во таа година, прва година, јас бидејќи работев и во војарскиот одсек, тогаш се јави големата љубов за скулптурата и тогаш јас се определив за војарството. После завршувањето на уметничкото училиште, сакав да го продолжам моето школување на уметноста и бидејќи во Скопје тогаш се уште немаше отворена академија, во таа година се отвори на филозофскиот факултет се отвори групата за историја на уметност со археологија. И јас решив да се запишам на таа група. Каде што и абсолвирав, поминав прекрасни 4 години, бевме една прекрасна генерација. Кога абсолвирав на историја на уметност, веќе 80-та година
бевме, например, во тоа време би спомнал, например, дека работев кај Мазев, Петар Мазев, работевме една екипа, го изведувавме мозаикот што беше за спомен костурницата во Велес. И во тоа време почна да се збори дека ќе има припремање за отварање на академија во Скопје. И одма се решивме, јас и некои мои колеги се решивме да полагаме приемен испит. Се сеќавам тогаш не припремаше Мазев, во неговото ателје ќе наместевме модели, цртавме, се припремавме за тој приемен испит. И успешно го положивме приемниот испит и се запишавме на таа академија, што беше стварно голема среќа за нас, биејќи конечно влеговме во тој толку посакуван пат. Исто така студирањето на академијата, тие 4 години се полни со спомени. Таму бев во класата на професорот Петар Хаджибошков, исто така еден извореден професор. Создава и скулптура, создава и уметничко дело и бележи го своето и човековото постоење како да си единствениот кој треба тоа да го стори. И магијата е тука. Јас сум скулптор. А скулптурското доживување, тоа е моментот на создавањето, креативниот миг, творечкиот автентичен израз. Тогаш излегува вистината за уметникот, за неговиот магичен свет. Скулптурата, за разлика од сликата, мора да се гледа тродимензионално. Така да можностите за искажување тука се каде поголеми. Така да за една скулптура за да се направи, треба да се направат 365 слики. Кој ќе се сетам на оние школски студентски денови по историја на уметност, секаде онака што сме оделе на тие скопини, тие артефакти што сме ги наоѓале, од секогаш ме импресионирале во нивната вечност. Затоа и сум се определил за скулптурата фасциниран од трајноста во времето. Идеите за стварање на една скулптура кај уметниците се стварно не само за скулптура и за сликарството, меѓутоа уметниците секогаш гледаат со некои со други очи. Секаде онаму кај што еден обичен гледач рамнодушно ќе помине бегло преку некој предмет, уметникот гледа во него инспирација за едно свое дело. Фасцинира идејата кога од еден мртов предмет, например од парче камен, му се вдахнува нов живот. И тој камен од еден обичен мртов предмет почнува да живее во разни идеи. Во моето творештво стварно доминираат женските фигури. Тоа води корени сепак од оние праисториски наоди на богинката мајка. Способноста на таа жена да ствара еден нов живот, таа го прави уствари, го ствара тој живот и го прави овој свет да продолжува традицијата со стварање на нови поколенија. Може би, уствари така и трае, продолжува животот и трае вечно. Така да може би оттаму и таа идеја за да се представи женската фигура на скулптурите, може би таа вечност на животот. Еден уметник, мислам дека никогаш нема да кажи дека го достигнал врвот. Секогаш има понатак и понатак да се искачува. Мислам дека постигнав некој степен со моето творештво да бидам препознатлив меѓу критичката јавност, например. Си оставив свој белег во скулптурата,
така да и без мојот подпис мислам дека таа скулптура кажува за моето име и презиме. Меѓутоа врвот, многу животи треба на еден уметник за да го постигне врвот и мислам дека е тој недостижен. При работа уметникот во своето ателје тотално бега од надворешниот свет. Мислам дека тој е бегство од реалноста и влевање во еден свој свет. Уметноста е магија, а тој, скулпторот, е најсреќен кога е магепсан во своето царство, во ателјето. Таму е мирот, таму се е поинакво. Таму е душата, радоста, тагата. Таму е суштината на неговото постоење. И зошто? И како? Ако еден творец, ако нема свој простор за работа, тоа е како човек бездомник оставен на улица. Овдека сега кај што се наоѓаме, тоа е мојот простор за работа, моето ателје, мојот магичен свет, во кој со самото пречекорување на прагот влевам и јас потпаѓам под таа магија. Може би овој простор е скромен по своја големина, меѓутоа тој за мене е вистинска палата. Некогаш, кога немам инспирација за работа, јас морам да дојдам, да се напијам едно кафе, да прегледам некоја книга и малку да се одморам. Доволно е само миризбата да ја почувствувам, па да се смирам. Човекот е еден голем борец, што се вика јунак, во својата искрена скулптура што е дава. Он со години една форма ја третира, ја негува да биде специфична. А тоа е многу битно на еден автор да може во својот живот да биде специфичен, да биде предпознатлив. Кој е ангел има в чаушот. Тоа е многу битно да може човек да се одвои од секунда. Јас за него не можам многу да зборувам како историчар, али како практичар, како колега, можам да му позавидам. Да му позавидам многу колеги за неговата упорност. Тој може е застрејча, не мирува никогаш. Може и во странство, добро избрал убава земја. Знам дека оди и на Француската ривера и сите тие работи нему му придонесува за да биде свој човек. Не му завидувам, само му честитам во неговата упорност. И ја мислам, многу ќе остави, многу добри дела ќе остави. Многу ќе остави, а досега остави безброј изложби и нив ги чува како празник, како совршен чин за докажување, како испразнета енергија, како скапоценост за себе и за оној другиот. А наградите и тие го чинат магичниот свет. И уште патувања. И оди за да гледа, за да види каде да не оди. И патува во магијата. И денес твори, создава овде и на југот од Франција, Сан Рафаел и неговото катче далеку од огништето. Крајна цел на еден уметник е
да го создаде тоа дело. Меѓутоа, тоа дело, се додека е затворено во неговото ателје, половично живее. Живее само за авторот. Меѓутоа, со изложувањето во салоните, на изложбите, тоа дело продолжува да живее и меѓу публиката. Затоа за секој еден уметник мислам дека е еден свечен чин негово излагање, присуство на изложбите, бидејќи посебно ми се драги, например, оние групни изложби, каде што може да се направи една компарација со другите автори, на кое ниво се наоѓаш, например, се споредува со другите, ги читаш, ги гледаш реакциите на публиката на тоа дело. И мислам дека изложбите се стварно еден свечен чин. Што се однесува до наградите, мислам дека на еден млад автор највише му значат наградите. Се сеќавам на мојата прва награда. Тоа беше далечната 80-та година. И стварно таа награда ми значила многу, затоа што те поттикнува да продолжиш по оној пат што си тргнал, ти кажува дека тој пат што го одиш и од други консументи што ја виделе таа скулптура кажуваат дека тој пат ти е добар пат и вистински пат. Меѓутоа, што повеќе награди човек прима, тоа е стварно потврда за неговото творештво. Меѓутоа, повише се важни наградите во младоста него во подминатите години. Веќе човек, како со своето богато искуство, станува сигурен на својот пат, така да дали ќе добие награда или не му е многу битно. Конкретно за мене, јас би рекол дека за мене е најголема награда што успеав со мојата професија да станам слободен творец, да не зависам од никакви институции, да слободно дојдам во моето ателје, да работам колку сакам и кога сакам. Мислам дека за мене е тоа најголемата награда. Немирниот уметнички дух мене ме тераше на многу патувања, на многу места. Меѓутоа, последните 20 години се задржав во Франција, на југот на Франција, во Прованса, каде што одам секоја година, половина од годината скоро го поминувам таму. Таму творам, таму стварам контакти, комуницирам со француски колеги, например. Конкретно во Франција, тоа е земја на уметноста, не само од французи, таму ќе сретни човек уметници од целиот свет. Така да тоа патување многу ме исполнува и ми помага во понатамошното творење, како еден акумулатор, или тоа сонце, например, како еден колектор, собирам енергија која потоа, која ќе се вратам во моето ателје, неуморно после творам. Така у Франција сум присутен веќе 20 години, меѓутоа некако осеќам како поминуваат годините, осеќам дека веќе тие патувања некако поише ме замараат и осеќам дека местото ми е тука во моето ателје, дека тука се моите корени и све поише сакам да сум присутен тука на ова тло во моето ателје. Ако стварноста има лице и опачина, а мудроста е да се застане само на едната страна, тогаш слободата е најголемата мудрост. Таа ги има и лицето и она другото. Чауш ја има стварноста во своите раце. Скулпторот е тој, слободниот уметник. Статусот слободен уметник, мислам за секој еден автор ако успее да се домогне до тој статус е голема привилегија. Јас мислам дека се изборив за тој статус
во права смисла на зборот сум слободен, независен од никаква институција. И тоа ми овозможува конкретно целата моја енергија да ја усмерам кон творештвото. Бидејќи самата помисла дека треба да се оди, например, кога е некој уметник запослен и треба да оди на работа, доволно е само да отиди некаде едно добро утро да кажи, веќе му е упропастен денот, после доаѓа со пола сила во своето ателје. Мислам дека стварно е голема привилегија за еден автор да биде слободен уметник. И јас како слободен уметник секој ден сум присутен во ателјето, можеби и повеќе од оние 8 часови работно време што се во некоја институција, и можеби и повеќе енергија трошам, меѓутоа таа енергија ја трошам со големо задоволство. Така да уопште никогаш не ме уморувала таа енергија. Моите патувања во странство, можеби тие некако ме отсврстна и ми дава енергија да опстанам како слободен човек. Можеби во почетокот уметникот се судрува со тешкоти, додека да отсврсни, додека се етаблира. Меѓутоа, после во животот тие ги користи благодетите од таа слобода. И таа слобода слобода на творештво би ја препорачал и за сите професии. У било која професија, ако авторот, ако човекот ќе оставен слободно да твори, мислам дека многу повеќе ќе придонеси во својата работа. Тој сум, што оди на мојата страна без да го здогледам, зошто само јас го гледам. Тој сум, што мирно молчи кога зборувам и тогаш творам. Тој, што е тука кога не сум, зошто имам скулптура, имам за себе, за секого. И тој сум, што ќе остане исправен кога јас ќе заминам, зошто еве го, и уште го создавам, и секогаш е околу мене, до вечноста, мојот магичен свет.